Денес сме во посета на целиот Струмички регион. Ова е дел од редовните активности кои што ги имаме во рамки на акцијата за обнова на Македонија, да поразговараме со луѓето, да се видиме, да видиме што се нивните потреби, барања. Од секаде доаѓаат истите пораки. Тоа се пораки дека неопходно е потребна промена во Македонија, затоа што оваа ситуација во која што се наоѓа државата е неодржлива. Многу луѓе заминуваат, особено од овој крај, пред се младите. Мора да запре тоа, да застане, затоа што доколку не застане ќе останеме празна држава. Имаме избор помеѓу две понуди, две алтернативи. Од едната страна криминалците да останат на власт, а честните луѓе си заминат од државата, или од втората страна честните луѓе да продолжат да ја градат државата, криминалците да одат во затвор. Тоа е разликата која што ја правиме и која што ќе правиме во кампањата која што следува. Во таа насока сакам да го искоментирам и она што го објавивме пред некаде час и половина. Со овај аудио файл кој што беше доставен до ВМРО-ДПМН и кој што веднаш решивме да го објавиме, само се покажува тесната врска и спрега помеѓу највисоките врвови на власта, предводена од Зоран Заев, специјалното јавно обвинителство и судството во Македонија, што покажува дека тоа сето е едно споено во една личност и дека еден човек во Македонија нарачувал обвиненија и пресуди, кажувал како треба да се водат истрагите, кој треба да ги води истрагите и кои да бидат одлуките. Тоа е тажната вистина за Македонија. Во нормални услови, во нормална држава, после ова, водството на политичката партија СДСМ, која што ова го нарачувала, треба да нема образ да се појави на избори, камоли да бара мандат од граѓаните. Лауран, појдете дали има прашање. Кои се вашите очекувања? Очекувате ли дека предстојните избори ќе бидат фер и демократски и што тоа би требало да значи за евроинтеграциите на државата? Како трнало, не сум голем оптимист, заради неколку фактори. Прво, се изгуби смислата на функционирање на техничка влада. Од вкупно два министри кои што ги има ВМРО-ДПМН, односно било која опозиција, еден беше разрешен на еден ден пред распуштање на собранието со смешно образложение. Вториот практично е човек министер, затоа што и она што го следува по закон, владата му го поништува. И сите именувања кои што ги направи по хоризонтала, сите до едно буквално, владата ги укина, односно ги поништи. Што е ситуација невидена претходно во Македонија, односно на претходните избори кои што два пати се одлагаа, никој не помисли да прави таква работа, камоли да ја направи. Така што ВМРО-ДПМН во моментов ефективно нема учество во техничката влада, што ги доведува под силен прашалник регуларноста на изборите. Второ, имаме илјадници вработувања во јавната администрација во тек на избори. Трето, имаме силен подкуп на гласачи. И четврто, имаме веќе сериозни најави кои што ги споделивме и со меѓународната заедница за директни притисоци пред и на самиот изборен ден. Ние и во вакви услови ќе победиме, но тоа е лоша слика за државата да и се случат на Македонија избори кои што се проблематични. Што мислите за темпото со кое се гради експресниот пат Штип Радовиш Струмица? Денеска сега кога доаѓав навака, баш исто да го помислив, сум го спомнал во неколку мои интервјуа, ќе го кажам и денес. Јас не знам како Зоран Заев, кога си доаѓа на кај дома, не се нервира. Од позиција на најмоќен човек во државата, да гледа 3 години дека стои патот и дека застана таму кај што застана пред 3 години. И вака внатрешно да не го јаде нервоза да се јави на министер за транспорт и врски, на директор на агенција за патишта, кој што исто од овој крај да им каже ако ништо друго земете, поработете малце, не можам да разберам. Што само кажува дека се работи за недомаќини луѓе кои што ги интересира само криминал. Во држава патишта не се градат во овие 3 години. Запре изградбата на Кичево Охрид, не се гради Охрид Битола, не се гради Битола Прилеп, стои Штип Радовиш Струмица. Тоа е тажната слика за Македонија. Она што ние веќе го објавивме, а ќе го има како дел од нашата програма, е комплетна изградба на експресен пат, односно нешто слично на автопат, од Штип преку Радовиш до Струмица и до бугарска граница, што значи дека овој регион ќе биде автопатски поврзан со Скопје, со северната граница, со српската граница и ќе биде долу поврзан со јужниот дел на државата, што ќе значи еден силен развој за целиот регион. Фала и.